Се помалку се бара работа во земјата. Освен тие што сакаат, се помалку на списоците ги има и оние кои досега работа барале за да не ја најдат. Така, за над 5000 лица е помал нивниот број во последните 8 месеци, односно на почетокот од годината 194.225 лица, а на крајот на август 188.829. Сите тие или нашле работа, или пак заминале од земјата. Иако досега имаше тренд бројот на така наречените пасивни баратели на работа да е константен, сега состојбата е променета и со нив. За мало чудо, но статистиката тврди дека од месец мај оваа година се намалил и нивниот број. Дали во странство заминаа и тие или конечно за работа се фатија во државата е непознато, зашто во нашата држава има и друг проблем, а тоа е честата неажурност и институционална неповрзаност. Сепак од Агенцијата за вработување појаснуваат. Лицата кои се носители на правото на гарантиран минимален приход, како и сите работоспособни членови на нивното семејство, потребно е редовно еднаш во месецот да се пријават во агенцијата како невработени активни баратели на работа. Пред донесувањето на законот за гарантиран минимален приход, обврската за пријавување ја имаше само носителот на правото. Објаснуваат од Агенцијата за вработување. Тоа што државата ги подобри, но и ги обврза корисниците на минималниот приход да бараат работа, досега за сега не ги дава очекуваните резултати, зашто старата пракса и понатаму се повторува. Тие што не сакаат да работат, не може да ги натера ниту една сила на работа, зашто неа и понатаму ја одбиваат. Доаѓаат со газдите за работа, разговараат и без оглед на понуденото си заминуваат. Пред донесувањето на законот, дури 70% од тие што бараат работа не стапнуваа во агенцијата. Сега, состојбата е нешто поинаква, но далеку од добра.